Здраво, здраво! Вие сте на каналот на Снежа мрежа приказни. Јас сум Снежана и денеска ќе се обидам да направам едно содржински интересно видео, односно кој што јас сметам дека е интересно. Инаку ќе морам да гледам вака во себе си, затоа што некако приметувам дека правам многу фаци и не ми се свиѓа како изгледам на видеата. Значи, јас сум Снежана. Веќе некое време се обидувам да го проработам, што се вика, мојов канал, кој што by the way го именував Снежа мрежа Stories, односно приказните на Снежана, така би дошле. Инспирацијата за името ми е затоа што сметам дека сите луѓе сакаат да слушаат приказни, затоа што преку приказните можеме да научиме многу за се околу нас. Приказни не секогаш само сватени како форма на приказна прочитана, нели? Приказна како во смисла на содржина, на човек кој што нешто поминал и има нешто што да не поучи и да ни каже. Она што јас сметам дека можам да ве поучам, го кажувам на каналов, секако. И затоа се решив, нели, да го ставам тоа име и целиот канал, да речам, доди во таа насока. Значи, знаења преку некои животни приказни или кратки видеа кои што можеби ќе му значат на некој друг. Исто така овој канал си го правам со цел по можност оние кои што ќе коментираат, кои ќе се осмелат да коментираат на видеава, да си направиме една меѓусебна комуникација. Јас со вас, вие меѓу себе и така натака, затоа што можеби не толку ги пратам нашиве јутјубери на македонскава сцена, за среќа, нели знаем, мислам дека повеќето знаеме зошто викам за среќа, многу ги пратам јутјуберите од странство. Америка најверојатно највеќе. Мада не мора да значи дека Америка, но еве, највеќе од таму. И од Шведска и Русија. Чекај се, вака некој ми врти. Значи, и што се случува? Она што многу ми се свиѓа ке тие YouTube приказни, односно ке тие јутјубери, е тоа што луѓето, значи буквално си кажуваат, делат мислења, делат идеи, се делат преку коментарите. Иначе вие буквално можете да побарате од јутјуберот што сакате да слушате и тој ќе го сними и обратно, да побарате некоја содржина што не ви се свиѓа да нема веќе и така натаму. А зошто реков за среќа не ги пратам нашиве јутјубери? Затоа што еве на пример конкретниот случај со Лазаров и со Латас, што навистина на големо ја зафркнаа работава. Но тие си знаат. Затоа е добро човек да се труди во животот, затоа што едноставно никогаш не знаеш колку вредиш додека не почнеш, нели? Не е важно за колку кој вреди или слично, важно е да се забавуваме. Па така, денеска одлучив да испеам една песна. Песната ја бара мојот вујко, кој што живее во Србија, односно поточно во Белград. И од мене рече: Снежана, молим те да ми испееш една песна од Njegomir, Мерема Njegomir, затоа што тој ја сака многу таа пејачка, затоа што човекот веќе е во години и затоа што кај да ќе го напушти овој свет, а бидејќи знае дека јас многу сакам да пеам и ме слушал како пеам, кога сме биле на пикници и слично сум пеела, па така човекот ме замоли додека сум жив, вика, пред да умрам, те молам една песна за мене од Мерема Njegomir, како би си ја имал и би си ја слушал и би се радовал на истата. Па да почнеме, да не губиме веќе време, да не го губиме нашето драгоцено време, што би се рекло. Песната што јас ја избрав се вика Иванова корита и инаку, нели, од Мерема Njegomir, инаку се работи за девојка која што толку била влюбена во својот Јован, што кога, нели, тој дечко незин не ја дал љубовта назад, таа паднала болна, односно со тоа се укажува на силата на љубовта, колкава е силата на љубовта, што дури човек може да престане да јаде и да пие и да легне болен у постела.
нормално, значи мајка и викнала разноразни лекари, барала помош на секаде, но ќерката на крај кажува дека нема да оздравам, се додека устните на Јован нели не ги бакнат моите устни. Ова е многу популарна тема, затоа што темата на љубовта е нели вечна и неисцрпна. Баш Сабајлево на Facebook имаше еден пост каде што една мајка пишала: мојот син е 33 години, значи девојката му раскина, тој буквално не знае што да прави со себе, јас буквално вика немам спиено вика со денови и ноќи затоа што тој цело време само страда и плаче по незе. А очигледно дека девојка нема да му се врати, пошто ги собрала куфирите и парталите и си заминала од станот во кој што заедно живееле. Значи со еден збор тоа е една вечна тема која што нормално некогаш не е лошо да земам да снимам некое видевце по тој повод, што јас мислам на темата на љубовта, колку јас сум собрала искуства за љубовта во мојот живот, дали сум собрала искуства, дали не и така натака и така натака. Песната оди вака. Слушате ме добра. Болболуе лепанка, поила е водом мајка, бистром водом са извора, са корита Иванова. Liječili je svi lekari, i vračare i travari, ali Anka čezne vene zbog ljubavi izgubljene. I ne pomaže voda majko sa korita Ivanova, ni lekari ni travari. Ne pomaže voda majko sa korita Ivanova, lijek su mi stara moja medna usta Jovanova. Zaplakala stara majka, ozdraviti neće Anka. Uvenuće zumbu plavi, umrijeće od ljubavi. Ne pomaže voda majko sa korita Ivanova, ni lekari ni travari. Ne pomaže voda majko sa korita Ivanova, lijek su mi stara moja medna usta Jovanova. Ti ne plači stara majko, lijepanka progovara. U snu mi se Jova javi, ozdravit ću od ljubavi. Ne pomaže voda majko sa korita Ivanova, ni lekari ni travari. Ne pomaže voda majko sa korita Ivanova, lijek su mi stara moja medna usta Jovanova. Ram parara na 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 ram pa na 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 ram pam pa na na ni na 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 na. И ова нека ни е едно позитивно, добро започнување на Великиот пост. Господа ни прости на сите, особено на мене и на моето семејство, да не благослови, како мене, така и сите вас, и се слушаме во некое наредно видео, се надевам, кој што ќе биде на темата на љубовта. Чао, чао!